Дефинитивно мојот мир ќе го продолжам со овие дела на Феникс како доказ и аргумент на сите оние кои што македонски органи се обидуваат да го направат пепел. Овие нови дела од Владо Павлов како Феникс се вивна од македонски органи во кои што морам да признаам од сето она што започнувам да го одработувам после 5 години е многу мизерно и бедно од сето она што го прави сектата, а се со една цел да го уништи Агапи, да го уништи Еремија, секако да се уништи македонски органи и се уништи. И овде нека ми извине премиерот Тино и министерот Тошковски, ќе продолжам без влакно на јазикот и без пардон пред сите овие во ова голема секта, каде што поголемиот број од нив доваѓал и водовлочени пред големата трагедија да испратат порака до Владо Павлов дека тие веќе биле лисици, пошто како лав не можеле да ме победат. Ваквите лисици кои што потекнуваат од језуитската организација во Дебарско и Охрид и кои што се дојдени од Загреб пред ова библиска моја Македонија и пред Македон уште еднаш нека ми извини премиерот Тино и министерот Тошковски, ама ќе бидам без влакно на јазикот и без пардон, со Божја логика, без конфликтна логика и со љубов ќе ја кажувам вистината и ќе се борам за правдата како досега. Како што македонски органи, истите овие секташи се обидува да уништат се и го направија пепел, не очекувајќи дека Феникс или македонски органи како Феникс од пепелта што ја создадува ќе се издигне, не очекувајќи дека и Владо Павлов ќе се замара со нив, ама ова секташка организација ме донесе до зидот, верувајќи дека истите тие ќе имаат доблест пред сите мои добри работи кои што сум ги правил за нив, но на вистина на земјата има два типа на луѓе. Луѓе со душа и луѓе без душа. Овие се оние вторите. И затоа уште посилно ќе настапам после Рамазан пред големото крштевање на земјата со небесата, на денот на катеклизмичките случувања,
во 33-тиот степен на Алконе. Вистината ќе ја представиме пред сите вас, да видите зошто се повлекувам во илегала и зошто воопшто ништо нема да ме интересира и зошто сите овие политички партии ќе ги оставам како канибали да се јадат, затоа што дозволувајќи го сето ова што го правеле со мене, истите овие политички партии преку УВР Кочани, преку МВР ни докажуваат чива страна ја држеле. Замислете, претварањето на менторот за ПП апарати, обучуван за таа намена, и обуки и хидранти, од лап во лисица, представува символика дека со Итрос ќе го уништам вистинскиот лав од Јудеја. А истата таа лисица заборавила дека има и нешто друго надземското, кое што во наредниот период, после сето ова, во Дувлочани ќе го чувствува цела Македонија. Неговата црна енергија, неговото персиско брадиче, неговите црни очи вгладнати, неговиот бол и немоќ дојдоа до таму што на вистина чашата ја прелија најмногу преку секој збор кој што ме правеле секта, и мене и сите вас, и целта Агапи да се уништи, Владо да се затвори, за да тие ги скријат нивните секташки интриги. Истата таа лисица по ништо не се разликува и од оно што е направено секташко во Скопје со покојната Вања, од големиот Палче и неговите злосторнички уцени кои што ги правеше кон Владо Павлов, така и овај нивен најверојатно ученик, ментор за ПП апарати, ментор за перење на пари, обука во Рек Битола со 50.000 евра. И што ли не, и е малку сето тоа, сите тие привилегии кои што некој ги има, ајде и да му земеме се на Владо. Ќе се слика во Кочани, позади кој што ќе се гледа Пролет бар во Кочани и Нели Нотарот, од каде што започнаа со последното сценарио за уништување на Агапи, со фиктни фактури, без подпис, без испратници од вработените на Агапи, со фирма СЗД без управител, каде што соучесникот нивен се одјавува на 11 септември од СЗД македонски органи, а на 16 се вработува
на друго место, ама затоа во ова сектачка организација из ова довлочени може СЗД, кој што е врзана за управителот и Министерство за економија да гледат преку прсти, нели, и да обстојува уште година и пол како активна фирма, за да влезат сите овие против Агапи од менторот за ПП апарати преку извршителот, адвокатот нејзин, судијата без кого не би било се онака како што е направено, каде што уредно не сум поканет, без мене се донесува правосилна одлука и без се уште дадено и без да ми е дадено решение од ова правосилна одлука од 27 ноември 2024 година и без да ми се дозволи повратна постапка од ова секташко криминално здружение што правило, а се со една цел Агапи да се стави во стечај. Правосилната пресуда со помош на соучесникот Весна Стојменова од наша заедничка фирма Македонски органи, на кој што целиот свој живот го вложив, а сте сведоци сите вие, дојде со блокирање на сметка на Агапи и одземање на оние парични средства кои што се биле на сметката насилно. И нивната цел да не бидам во можност да исплатам плати, да го исплатам ДДВ-то, а тоа значи донесување на одлука на УЈП, ако до 3 месеца не ги расчистиш овие активности, УЈП донесува стечајна постапка, каде што Агапи со блокирана сметка, недадени плати, неплатена струја, неплатени кирии, неплатено ДДВ, требаше УЈП да му донесе одлука за стечајна постапка, каде што потоа ќе се нафрлеа сите овие секташи со фингирани, нели, и фиктни фактури, за да по член 117 нормално стечајната постапка ќе дојде повторно кај истиот судија од Основен суд Кочани. Морам да признаам, како што на градоначалникот едва стигнав да прочитам колку има финансии, така и овај судија бајаги ми, како и градоначалникот, има една убава сметка каде што најверојатно работа и дење и ноќе, како што ни кажуваше извршителот, бил многу голем и имал знаење на врховен судија. Требаше да одлучува за стечајната постапка, претходно се договорено од ова сектачка организација за Агапи. Тоа значи претварање од лав во лисица, каде што јас по ништо не видов лав од сето оно што го правеа против мене, и каде што сега денес не само ова што го правеле, туку и она
што сите не правеле секта, имале своја цел. И затоа го повикувам министерот Тошковски да ги преиспита сите овие активности кои што Увара Кочани ги замолчи, пред кои што Увара Кочани замолчуваше, а за се беше информирана со ова лице и со неговиот соучесник што правија против Владо Павлов, посебно заменетиот заменик командир од последните случаеви во Увара Кочани. Тој е командир. Многу мизерно и бедно е се тоа, македонци, али мораме да продолжиме битката за да нема следен како Владо Павлов и за се оно што се правило против него. По трет пат, нека ми опростат премиерот Тино и министерот Тошковски што нема да имам пардон пред катаклизмичните случувања и големите земјотреси во 33-тиот степен на Оконе, а после Рамазан 2025 година, каде што сите со име и презиме ќе бидат представени лица кои што имале за цел Владо Павлов да го уништат, и затоа ова финансовска, и затоа ова кондиција кој што ми ја прават на издржливост, во кој што учествуваат, како што кажав, нотари, а еден од тие е представен на сликата од менторот за ПП апарати, извршители, каде што со правосилна одлука на судија без да проверат, имале за цел Агапи да го стават во стечај преку УЈП, бидејќи верувам дека УЈП ова ќе го направеше доколку не ја вративме сметката на Агапи, доколку не платевме ДДВ и платите и другите по пат трошкови, како тоа што прогледнувал нели низ прсти УЈП Кочани на некој од дискотеката, каде што по член 117 немале доблес да покренат иницијатива за затварање и покренување на стечајна постапка, после 5 години блокирана сметка и донесување на стечајна постапка преку Основен суд Кочани. Таму овај судија нема да се појави, верувајте ми, ама овде ке Владо Павлов одма ќе се појави, затоа и кажав, за се што е правено против Владо Павлов, 1% Увара Кочани и Министерство за внатрешни работи да го правеа, што го правеа врз мене, немаше ова да се случи со дискотеката во Кочани. Сакајте, верувајте. Сакајте, ич не верувајте. Малтешки витези во иднина тешко да успеат во Македонија. Кој знае дали и Малта ќе ги прима овие малтешки витези, кои стоат позади многу секташки организации во Македонија. Али се милионери. Тие се кремот на Македонија, кои што наплатиат данок во крв од македонецот, уништувајќи му имоти, приватна собственост, за да урбаната мафија со помош на судот ги гради овие стамбени комплекси низ цела Македонија, па и во Кочани. Ревизија и потекло на имот. Премиере Тино, кај сите овие учесници во ова сектачка злосторничка организација, за да дојдеме
до вистината. Пари дадени по друг основ. Шифра треба најхитно да се разгледува во сите банки во Република Македонија. Пари дадени по друг основ, на сметка на уништување на фамилии, на имоти. Тоа е премиер Тино и министер Тошковски. Погледнете ги сите овие урбани мафијачи во Кочани. Па дури и оној кој што не можете да му, дури оној на кој што крајот не може да му го дочитате од финансии, учествува во урбаната мафија со претходниот министер за внатрешни работи Оливер. Дали тука ова секта се обединила со помош на соучесникот Весна Стојменова, каде што сите ќе се активираа? Да можат се да му земат на Владо Павлов. Затоа Агапи требаше УЈП да реагира доколку не ја вратевме сметката, доколку не исплатевме плати и доколку не го исплатевме ДДВ-то, со кој што не бевме во можност да исплатиме со блокирана сметка која што ми ја направи мојата фирма Македонски органи со помош на соучесникот кој што изиграваше жртвено јагне пред сите вас, Весна Стојменова. Толку гнасни работи имаме во Македонија. Уште еднаш, премиер Тино, пари стекнати на друг основ, под хитно ревизија и потекло на имот. Да се виде колку фамилии се ставени во црно од ова секта. Колку фамилии останале без имоти. Или ги купиле пошто зашто. И дали тоа е поклон од урбаната мафија за завршена работа. Затоа што во друга прилика ќе ви докажам дека целта е имотот на Владо Павлов. И овие случувања каде што и не случајно секогаш не правиа секта, за тие да се ги сокријат сектачките цели и сектачките действија, им требаше Владо Павлов. Крадецот вика, еве го иде крадецот. Тој што ја запали црквата, удара на камбано и вели се запали црквата. Затоа јас на мој начин со Божја десница ќе го решавам овој проблем. Без протести, без конфликтна логика. И нема да го злоупотребувам сето она што е направено. Иако ја многу сознание и за она другото. А мојата борба и битка како Чичо Владо ќе биде битка само преку мене со ова секта. Голема енергија имало во Еремија. Им требала Еремија. Да не се заборави се тоа, македонци мои. Затоа што заборавањето и непокренувањето на иницијатива Кочани го зави во црно. Не можем повеќе да живеам во Кочани. Јас моје Кочани не го знам вакво. Тумурно. Град на мртви, град на Каспери стана. Од ова секташка организација на кој што премолчуваше Увара Кочани. Премиер Тино, од Ваното, од Каширо до Марија последната.
Сите пред лицето на правдата. А оно што некој сака на бел конј да го донесе, доправа треба да каже за се што направил во Македонија. Каде што и тој од Будимпешта на бел конј прогледувал низ прсти со ова дискотека. Прво треба да се расчисти што правил и тој. Ако сакаме да помогнеме на овие души повторно да се родат во некое тело, мораме вистината да ја кажеме. И мора да има правда. И ќе има. Ако не од премиерот Тино, од Бог ќе има. Бог ќе ни суди на сите нас. Зато и се уште времето не се опорава. Зато и вчера се јави Илија. Немојте утре кога ќе дојде пак од Бог да велите не бевме спремни. Некој збореше уназад цела година за Кочани дека е довлочени. Дека се е како слепо црево исповрзено. Од Ујапа, од Централен, од Увара Кочани, олигарси, богаташи, суд, обвинители, извршители, нотари, адвокати, сите заедно. Ама вие тој го правите за беган. Ќе продолжам со мојата борба. Сам како што кажат. Ви благодарам што ми дозволивте во мир и останувам во илегала и што побрзо го заборавате Владо, онако како што го знаевте до ден денес, тоа ќе биде подобро за сите, затоа што никад повеќе нема да бидам тој Владо што ме знаевте. Бидејќи мојот дом беше отворен за стотици илјадници луѓе од цел свет. Каде што моите дечиња тогаш пречекуваа и испраќаа. А ја денес 2 години не можам ниту едно дете да прегрнам. Од ваква секта која што ми доваѓала во мојот дом. Зошто? Затоа што ќе кажат дека прегратката кон моите деца Марија и Љубомир е насилничка. Тоа јас го живеам од ова секта. И ќе издржам. И ќе докажам на сите мои деца. А вие, дали од ова ќе научите како да ги спасувате вашите фамилии? А ја во интерес на Македонија вратта беше отворена. А од тие 99% да бидат членови на оваа сектачка организација. Каде што не случајно ова екипа дојде и наедно сите се повлекоа. Нема да застанам. А не барам од никого помош. Ова држава има закони. И ќе ги спроведеме законите. Со предупредување. Ако до следната недела не се преземат мерки на основа на кривичната пријава во Увара Кочани и Ојо Кочани, започнуваме со вториот дел. А тоа е внатрешна контрола и финансова полиција во Скопје. А лисицата нека се остане лисица. Ама да не биде квалификувана лисица. Лукавоста нека се ја зачува за него. И не му наоѓа мани на него. Затоа што мора да се го одработе и тој неговото пред другата енергија. А вие, ако гледате кај него Овен, Бел и понатаму, шпионирајте го Владо што кажува како тоа што го правите секогаш,
Ако гледате ке мене, козел, со персиско козел брадиче, со црни влабнатини очи, слободно газете ме, правете го тоа што треба да го правите. Ама едно да знаете, ако овде не направиме стоп, она од Зајкошова кажа ќе дојде, ќе јадеме живи луѓе. Да, овија секташи ќе јадат живи луѓе, да знаете од Владо Павлов. Ако овде не направите стоп. А Владо Павлов се бори против нив да не јадат живи луѓе, да не јадат живи деца. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Извини, кочени мое, се уште ве гледам како довлочени, поделени, разединети, продолжите како канибали да се јадете. Јас се повлекувам од кочени. И ќе си ги бркам моите работи. Агапи да биде поим. Феникс исто така. Без разлика на се. Миле Илевски, ако толку си другар со ова потемна политичка структура, те молам, немој да се правиш дека ништо не разбираш. Поздрави го брат ти, лисицата, и кажи му дека лукавоста негова миле не пали. И сега ќе те поздравам со љубов и повеќе не сакам да дојдеш на мојот профил. Ама слободно го поздрави, миле. А тоа не можам да разберам. Помина, миле. Тоа е одраз на секташка организација. Има убав ден, продолжи, миле. Извини, Илевски, продолжи си по патот твој и баре друго место да разбереш. А поздрави ја лисицата и кажи дека не е мудра, само е лукава. Она што бара од Владо Павлов и кој има за цел да ме доведат до работна екзистенција и да завршам како што во спотот го гледаме Панчо, не им успеа. А преку овој спот и преку ова песма од ДНК, Денови во ноќта, сватете ја пораката од Владо Павлов која имала за целова секташка организација. А ти, Илевски, продолжи, брат, на друго место да бараш некои работи што треба да ги разбереш. Имај убав ден. И на тебе да ти е другар лисицата Александра, и ти ќе велиш не го разбираме Владо. Менторот за ПП апарати. Затоа ќе ги поздравам истите тие. Имајте убав останок и ова е пораката од сектата злосторничка која што имала за цел со Владо Павлов и каде што сум предаден од соучесникот нивен, истиот оној кој што изиграваше жртвено јагне, Весна Стоименова. Целта на сектата со Владо Павлов
нема да дозволам ова сценарио на ова секташка организација, каде што многу убава порака имате од ДНК со ова глазба. И ќе се борам деновите да ми останат светлина, а ноќта нека си биде ноќ, како и досега, со Божјата десница и со сето она што го правам за Македонија. А вие, ако имате поука од ова, македонци мои, на што се спротивставуваме и какви злобни сценарија се правеле зад грб и ковале судбини, представувајќи се како богови, како Исус, а жртвеното јагне како Марија Магдалена, кој што требало на овој со перско брадиче да му пие водата од нозите што ќе му ги мие. Не дозволувам. Илиуски, пријатно. Овде завршувам со тебе и поздрави Лисицата. Имате убав ден, љубов и само љубов, и со љубов ќе ја победам сето ова секташка организација.